بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما بعد, благодарност на Allah Azza wa Jal, хамд и шукр му припаѓаат само нему. Салаватот, селамот, мирот, спасот и благословот му припаѓаат на неговиот пејгамбер, неговиот миленик, неговиот одбраник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Мир и спас врз него, врз негова фамилија, верни асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин кои го следат во добро до судниот ден и потоа Аллахумме амин. Драги браќа и ценети сестри, ние се наоѓаме во благословениот месец Рамазан и Шериф. Месец на Куранот, месец на ибадет, месец на постот. Меѓутоа, Рамазанот се одликува со уште една одлика, а тоа е Рамазанот е месец на дова. Бидејќи Господарот Аллах субханаху ва та'ала, кога зборува за постот, во редоследот на куранските ајети кои обработуваат таа тема, Суре Бекаре, 185 ајет, Севишниот Аллах вели: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. И кога моите робови ќе те прашаат за мене, јас сум близко. Ја услишувам довата на молителот кога ќе ме замоли. Овој курански ајет се наоѓа токму во склоп, во составот на ајетите кои зборуваат за постот. Причината за објавата на овој курански ајет е дека евреите му рекле на Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем: зарем ти не тврдиш дека твојот Господар е високо над небесата и дека меѓу нас и небото има 500 години. Другото небо има 500 години далечина. Па тогаш, како да му се молиме на Господар кој е над 7 небеса, а меѓу сите небиња од едно до друго има 500 години? Тоа е далеко. Како ќе ги услиша нашите дови? И тогаш Аллах Азza wa Jalla ги објави овие курански ајети: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. И кога моите робови ќе прашаат за мене, јас сум близко. Дури не вели кул, не вели речи им, кажи им, јас сум близко, туку јас сум близко. Аллах Азza wa Jalla не е ограничен со време и со простор. Тој ја слуша довата на молителот кога ќе го замоли. А во тефсирот на имам Табери се пренесува дека причина за објавата на овој курански ајет е асхабите, другарите,
на пратеникот салаллаху алейхи ва селем му рекоа: Ја Расул Аллах, е Аллаху беиден фенунадихи, ем карибун фенунеджихи. Господарот Аллах субхану ва таала, дали е далеку па да го викаме со глас, па да го довикуваме, па да му се молиме гласно, за да не слушне. Ем карибун фенунеджих. Или Господарот е блиску, па да го молиме тивко. Тогаш Аллах субхану ва таала го објави овој курански ајет со цел да им објасни на асхабите и на целиот уммет: Wa idha sa'alaka ibadi fa inni qarib. И кога моите робови ќе те прашаат за мене, јас сум блиску. Значи Господарот Аллах субхану ва таала е блиску и тој ги слуша нашите дови. Па нема потреба да го дозиваме, довикуваме, му се молиме гласно и силно. Тој не слуша. Тој ги слуша нашите дови. И затоа месецот Рамазан е месец на дова, месец на ибадет, месец кога довите се примаат кај Господарот Аллах азza ва џелле. Бележи имам Тирмизи со добар ланец на пренесувачи дека Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: ثلاثة لا ترد دعوتهم. На тројца нивната молитва, на тројца нивната дова не се одбива. As-saim hatta yuftir, wal imam al-adil, wal mazlum. На тројца нивната дова не им се одбива, а тоа значи дека им се прима, им се услишува. Постачот се додека не ифтари. Значи постачот од сабајле па се до време на ифтар неговата дова се прима. Довата на праведниот владетел и довата на обесправениот. Довата на оној кому е нанесена неправда. И ако тој направи дова на Аллах субхану ва таала, неговата дова се прима. Па затоа, драг постач, еве ти прилика, еве ти можност, еве ти шанса. Секој од нас има желба. Секој од нас има мака, има неволја. Има нешто што го тишти во неговата душа. Сака да му се реализира таа желба, да му се отстрани таа неволја, да му се прости тој грев. Рамазанот е тука со нас. Довата на постачот не се одбива. Па искористи го ова време. Ова скапосено време кое многу брзо ќе замине. Абдуллах ибн Омер имал навика, кога ќе ифтари за акшам, да го моли Аллах азza ва џелле: Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasa'at kull shay an taghfira li. Ова дова при ифтар од Абдуллах ибн Омер, Абдуллах син Омер радијаллаху анху. О Аллах, те молам со твојата милост која ги опфаќа сите нешта, ан тагфира ли, да ми простиш. Знаеш, која била желба на асхабите? Аллах да им ги прости гревовите. А нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кога ифтарисел, кога правил ифтар, имал навика, имал обичај да го моли Аллах со оваа потврдена дова која бележи Ебу Давуд, а таа дова е сахих. ذهب الظمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ова е најпотврдена дова на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем кога ифтарисел. ذهب الظمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Секако, драги браќа, верникот, ако не може да ги научи овие дови, може да се моли со било која дова. Во време на ифтар и во текот на постот. Затоа, вели
Мухаммед салаллаху алейхи ва селем во хадис кој го бележи Абу Давуд од Нуаман ибн Башир радијаллаху анху, дека пегамбер салаллаху алейхи ва селем рекол ад-дуау хува ал-ибада, и потоа ги цитирал Аллаховите зборови: وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Довата навистина е ибадет. И потоа ги цитирал куранските зборови, а вашиот Господар рече: удууни астаджиб лакум. Вие замолете ме, јас ќе ви се одзвијам. Ова е ветување на Господар на сите светови. Оној во чии раце е животот и смртта. Оној кој е владетел и има моќ и власт и на небесата и на земјата. Удууни астаджиб лакум. Вие замолете ме, јас ќе ви се одзвијам. И затоа довата мора да биде искрена, да биде чиста, да биде со длабока убеденост. Од Аллаха ва антум мукинуна бил иджабе. Молете го Аллах убедени дека Аллах ќе ви се одзвие. Фе инна Аллаха ла јакбелу дуа мин калбин гафил лахин. Аллах не прима дова од срце кое е немарно, од срце кое е празно, од срце кое е незаинтересирано, кое е немарно, безгрижно. И затоа во хадис сахих рекол пратеникот салаллаху алейхи ва селем: инна Аллаха амара ал-муъминин бима амара бихи ал-мурсалин. Аллах азза ва джеле им нареди на верниците она што им го наредил на веровесниците. А што им наредил Аллах на веровесниците? Ја и русулу кулу мин ат-тајибат. О веровесници, хранете се со чисти и пријатни јадења. А тоа е значи јадење кое е халал, јадење кое е чисто. А тоа им го наредува и на верниците. Ја и аллазина амену кулу мин ат-тајибати ма разакнакум. О верници, хранете се со чисти и пријатни јадења, значи они што се халал. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أكبر يمد يده إلى السماء. И потоа спомена Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, човек кој тргнал на пат, исцрпен, испрашинет, ги пружа рацете кон небо и вели: ја Раб, о Господару, ва матамуху харам, а неговата храна е харам. Машрабуху харам, неговото пиење е харам. Ва малбасаху харам, и неговата облека со харам. Ва гудија бил харам, и е нахранат, пораснат, излапнат со харам. Фа анна юстаджабу лизалик. Па како ќе му се прими довата на таквиот? Како ќе му се прими дова на човек кој целиот е со харам? Значи, услов за нашите дови да бидат примени, мора да се храниме, да живееме со халал, драги браќа. Значи, довата е еден врвен ибадет кој бара од нас убеденост и халал издршка. Особено треба да ги бараме моментите, времињата кога довата се прима. А Рамазан е време кога довата се прима. Довата меѓу езан и камет се прима. Довата на сеџда се прима. Довата во последна третина од ноќта. Довата која ќе слушнеме кукурикање на петел. Довата кога врне дожд. Довата во денот на џума кога имамо цекачи на худба или после икиндија до пред акшам. Сите овие времења се времења кога довата се прима. Па да ги искористиме. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем: мен лем јесели Аллаха јагдаб алейхи. Кој не го моли Аллах, Аллах лут му е на нему. Кој не го моли Аллах, кој не бара од Аллах, Аллах му е лут нему. Па затоа да го молиме Аллах азза ва џел. И Аллах не очекува во секој момент
да кренеме раце и да бараме она што го посакуваме. Инна Аллахе хајијун карим. Навистина Аллах е срамежлив и благороден. Јестахи. Аллах се срами. Аллах се срами, субханаллах. Аллах се срами. Да ги кренеш рацете кон небо и да ти ги врати празни. Аллах се срами. Зарем ова не е повик? Зарем ова не е потик? О човеку, о вернику, о верничко, о муслимане, о муслиманко, што чекаш? Кога веќе тропаш по сите врати, бараш помош од луѓето, обрати му се на Господарот кој ги исполнува желбите. Оној кој може да ти ја смени судбината за час, за миг. Зарем не рекол пегамбер салаллаху алейхи ва саллем: ла юредду л-кадера илля дуа. Ла юредду л-кадера илля дуа. Судбината не може да ја смени ништо освен довата. Освен чистата, искрена дова, упатена до Аллах субханаху ва таала. Затоа се спомнува дека во една прилика побожникот Ибрахим ибн Едхем, кој шетал во пазар на Басра, некои луѓе го застанале и му рекле: о Ибрахиме, зарем Господарот Аллах субханаху ва таала не рекол: удууни астаджиб лакум. Вие молете ми се, јас ќе ви созвијам. Ова е гаранција од Аллах. Молете го Аллах, Аллах ќе ви созвие. Ха нахну нед'уху фала юстаджабу лана. Еве ние го молиме Аллах. Меѓутоа Аллах не ни се одзвива. Аллах не ни ги прима добите. О Ибрахиме, Аллах ветил. Погледнете што им вели Ибрахим ибн Едхем. Ибрахим ибн Едхем вели: Аллах не ви ги прима добите поради 10 работи. Аллах не ви ги прима добите поради 10 работи. Прво, арефтумуллаха фала тутиуху. Спознавте дека Аллах е Господ, а не му сте послушни. Арефтумур расуле фалем таттабиу суннетеху. Спознавте и знаете дека Мухамед саллаллаху алейхи е ваш пегамбер, а не го следите неговиот суннет. Арефтумул Кур'ане. Знаете дека Куранот е Аллахова книга, а не работите според Куран. Четврто, ги јадете Аллаховите благодати, а не сте благодарни. Акалтум нијам Аллах, фалем тешкуруху. Признавате дека се што имате е Аллахово. Сите благодати се од Аллах, а не сте благодарни на благодатите. Пето, арефтумул дженне, фалем татлубуха. Знаете дека постои дженнет, а не се борите да го заслужите дженнет. Арефтумул нар, знаете дека постои джехеннем, а не го избегнувате джехеннемот. Не правите дела да се сочувате од джехеннем. Арефтумул шејтан, и знаете дека шејтанот е ваш непријател, а вие се согласувате со шејтанот, а вие ги следите стапките на шејтанот. Арефтумул маут, знаете и свесни сте дека ќе дојде смртта, а не се подготвивте за смртта. Дефантумул емват, фалем та'табиру, закупувате умрени, а не земате поука. Ватаректум ујубекум, ваштегалтум би ујуби нас, и ги оставивте вашите мани, а се зафативте со маните на другите луѓе. Наместо да се занимавате со своите мани, слабости, недостатоци, вие своите мани ги оставивте, а се занимавате со маните на другите луѓе. Поради овие 10 причини довата не ви се прима. Затоа вели Суфјан ибн Ујејне: о човеку, колку да имаш грешки, колку да имаш гревови, колку да имаш недостатоци, колку да се извалкал со гревови, па сигурно не си подош од Иблис.
сигурно не си полош од шејтан, кој и покрај тоа што одби да му направи сежда на Аллах, и покрај тоа што шејтанот стана мел'ун, проколнат, шејтанот стана проколнат до судниот ден. Шејтанот и покрај тоа рече кале рабби феанзирни ила јауме јубаthун, кале иннека минел мунзарин. Шејтанот рече рабби феанзирни ила јауме јубаthун, кале феиннека минел мунзарин. Иблис рече, Господару, дај ми рок да живеам до денот на оживување. Аллах му рече, остани да живееш до денот на оживување. Значи Аллах аззе во джелле му ја прими довата на Иблис, иако беше непокорен. А камоли тебе опостачу, тебе о вернику, замоли го Аллах аззе во джелле. Побер од Аллах аззе во джелле она што ти лежи. Моли го Аллах аззе во джелле. Адем алейхи салату васелам сгреши во дженнет, па беше симнат на земја. Ја призна својата грешка и рече: Раббена залемна анфусена, ва ин лем тагфир лана ва тархамна, ленекуненне минел хасирин. Господару наш, ние си нанесовме неправда на самите себе си. Ако ти не ни простиш и не ни се смилуваш, ние навистина ќе бидеме од настраданите, од пропаднатите. Значи, секој од нас греши, секој од нас паѓа во грев. Меѓутоа, тука е довата, тука е признанието, бидејќи ние преку довата признаваме дека грешиме и бараме од Аллах аззе во джелле да ни прости. Бараме од Аллах аззе во джелле да ни го прими наше покаяние, да ни ги прости нашите гревови. И затоа, драги браќа, Пегамбер салаллаху алейхи ва салем рекол: "Ад-дуа јанфау мимма незел ва фима незел. Фа алейкум ја ибадаллах бид-дуа." Довата користи и за она што било и за она што ќе биде во иднина. Па затоа, о Аллахови робови, користете ја често довата. Фа алейкум ја ибадаллах бид-дуа. Придржувајте се многу за дова. Правете многу дова на Аллах аззе ва джелле. Вели Пегамбер салем: "Лейсе шејун акраму ала Аллах мин ад-дуа." Нема ништо поблагородно од довата. Па затоа да го молиме Аллах аззе ва джелле да не го прими постот, да не ги прими ибадетите и да не воведе во дженетул фирдеус иншааллаху таала. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.